Преостатото време треба да го довршам моето искуство на обратување. Започнав од крајот, бидејќи мејатата сабота беше 21. септември, Мала Богородица и годишнината кога прв пат решив во саботен ден да отидам во црква. И отидов во соборниот храм во православната црква. Сите кои што се заинтересирани, погледнете го првиот дел или беседата од минатата сабота. А застанав потоа, враќајќи се на една година пред тоа, 90-та година, па понатаму стигнав до април 91-та година, кога, значи, во училиштето бевме запрашани од нашиот педагог, кој што ја заменуваше професорката по филозофија, едно вакво прашање. Ке го повторам прашањето. Што мислите, дали Христос е историска, вистинска личност или е митска, митолошка, измислена личност? Јас, значи, тогаш се уште бев атеист, уште 2 месеца, значи, пред да поверувам. Поверував на крајот од јуни 91-та година, кога првпат го читав Евангелието според Матеј и кога првпат ја читав 24-та глава. Тогаш поверував. А сето друго пред тоа ми се допаѓаше, но се уште не верував. И педагогот, кога постави тоа прашање, не повика да гласаме. Јас гласав дека беше историска личност, иако атеист, и малку други души со мене гласаа така, а повеќето гласаа дека Исус бил измислена личност. Како што реков, не ме интересираше како гласаа другите, но ме интересираше што ќе каже професорот, односно педагогот. И тој кажа, како и мнозинството, дека Исус бил митолошка личност. Реков дека тоа ме изнервира, тој негов одговор. Отприлика ме изнервира како кога беше пред неколку години квизот Милионер. Слично ме изнервира кога имаше прашање на квизот. Господ создал 6 дена, 7 ден се одморил и кој е тој 7 ден? Имаше, нели, 4 опции и саботата и неделата беа во тие опции. Надпреварувачот прво што погоди беше недела и Трен довели да, недела точен одговор. Не знам дали го гледате тоа. Значи, погрешен одговор прогласен за точен. Добро, тоа во Скопје може се случи. Скопско и се е можно. Но, мене ми изнервира тој одговор на професорот. Исус бил наводно измислена личност, иако јас се уште не бев верник. И, бидејќи ми изнервира, јас сакав да докажам дека сум во право. Меѓутоа, како ќе докажам кога немам познавање за Исус. Значи, тогаш се заинтересирав и посакав да ја испитам работата, да научам нешто повеќе за тоа кој бил Исус. А сега како времето некако одговараше за размислување на таа тема, бидејќи и така се распаѓаше Југославија, мирисаше на војна. На почетокот на мај месец загина Сашко Гешовски од Кавадарци во Сплит. И тука некаде, значи, беше 4. мај, сабота, така беше и оваа година, нели? Кога ми текна од претходната година на Диме, кога ја делеше брошурата Вечен Божи закон во автобусот,
И јас ја прашав мајка ми, кој е овој човек? Реков, мејата сабота, они се познавале од електростопанство, бидејќи и мајка ми и татко ми таму работеа, а и Диме. И меѓутоа мејата сабота не ви го кажав одговорот. Мајка ми даде ваков одговор. Значи, кога го прашав кој е овој човек, он ми даде, овој човек припаѓа на една организација која што има за цел луѓето да ги држи во слепа покорност кон религијата. Тоа беше одговор. И може да се замислите што значи тоа. Да, и добро, тоа беше тогаш, значи, во август 90-та година. Тоа прашање и тој одговор. Сега, кога се заинтересирав, за да му докажам на педагогот дека ја утнал работата со Исуса и дека сгрешил, сакав да побарам, немаше интернет во тоа време, сакав да побарам христијанска литература или нешто повеќе информации за Исуса. Што себе знаев за Исуса до тогаш? Реков, значи, за време на атеизмот имав многу малку, скоро никакви сознанија. Седиме никад не го спомнав комунизмот, атеизмот сега го спомнува. Имав малку, скоро никакви сознанија за тоа кој бил Исус. Најраните спомени за Исус, мајка ми кога беше млада имаше обичај да носи крст на вратот, ланче, значи со крст, меѓутоа не беше обичен крст, туку и изгравиран Исус како распнат на него. Крусификс го викаат, или распело на хрватски. И јас како дете ми беше многу трогателна таа слика. Човек со прободени раце и нозе, и ми беше многу жал за него. И секој ме прашував мајка ми, кој е овој? И он ми одговараше на грчки. Грците имат обичај Христа да го кажуваат на галено, како да речете Исусче. И сега ми кажува како тој бил добар човек, како правел, им помагал на луѓето, не знаеше многу да ми каже. Ама сега зошто вака со прободени раце и нозе? И она вели, евреите го убија. Тоа е се што може да каже еден грк на прашањето зошто Исус оваков. И мене беше многу жал, ние нито знаев кои се евреите, шо е тоа. Како Исус и да не бил евреин. И бидејќи ми беше многу жал како дете и плачев за таа сцена, баба ми, која беше многу побожна православка, баба ми се обиде да ме утеши исто на типично грчки антисемитски начин, за да не плачам толку. Ама да видиш што им направи Хитлер после тоа. Во фурни ги печеше. Без влакно на јазика. Зависите, вакви работи денес не може да се кажуваат. Политички некоректно да се кажува ваква нешто. Да, тежок антисемитизам. Тежок традиционален антисемитизам. Се разбира, тоа мене многу малку ме утеши тоа мене. Но мајка ми кажуваше дека Христос воскреснал. Дури на грчки бидејќи ги правевме сите тие муабети, но јас не разбирав ниту па они знаеа да ми кажат што значи тоа дека воскреснал. Некако предосеќав некоја радостна вест во тоа, ама не разбирав што е сега тоа. И тоа е затоа што, знаете, кај многу православни неупатени верници, повеќето за жал се такви, немаат јасна слика самите верници што е тоа воскресение. Ги мешаат поимите со
шетање на духот 40 дена после смртта, духот на покојникот, и го мешаат тоа со Христовото, како да Христос не воскреснал, туку како некој дух им се појавувал на учениците. А ако читаме Библија, ќе видите дека Христос токму тоа сака да го порекне. Бидејќи и апостолите помислија, кога го видоа Исус воскреснат, дека гледаат што? Дух. Лука 24 глава. Апостолите го има истото православно сваќање. Дека гледаат дух, бидејќи евреите го има, фарисеите поточно. И Исус сака тоа да им го изби од глава. Не сум дух. Еве, фатете ме, месо, коски, дух. Нема такви работи. Дури и помора да јаде, не затоа што беше гладен, туку за да им докаже дека е навистина со тело, опиплив, материјален, воскреснат, оживеан, не е некаков безтелесен дух. И на 4 мај, значи немајки скоро никакви сознанија за... Само ќе кажам дека, уште ова да не го заборавам, прв пат во јануари 89 година, че сега пред повеќе од 30 години, прв пат го гледав, беше сабота вечер и го дава на единствената скопска телевизија, го дава филмот Бен Хур. Тој филм многу ме остави многу силен впечаток врз мене кога го гледав таа година, иако бев неверник и растев во таква атмосфера, тој филм ми остави многу силен впечаток како дете. Но немав никакви други сознанија за Христа, освен овие што ви ги кажав. Се сеќавам исто така 8 одделение, таа што ни беше класна, беше наставничка по историја. И она еднаш постави прашање, кој знае да ми каже зашто Хитлер ги гонел евреите? И сега сите молчиме и се јави еден друг ученик и рече, затоа што евреите го распана Исус Христос. И тоа беше одговорот. Наставничката не кажа дали е тоа точно или не точно, но кажа една работа што тогаш прв пат ја слушнав во живот, еве се гледа кој чита Библија. Јас прв пат тогаш слушнав дека постои книга што се вика Библија. Меѓутоа требаше да проминат уште 2 години да ја видам. Вие покажеш минатата сабота. Првата Библија што ја видов беше она старо издание од 52 година на српската Библија Даничич Караджич. Кај баба ми дома беше таа Библија, како и книгите од Мирко Голубич што ви ги покажав. Меѓутоа тие книги се уште од Голубич, тие книги се уште не ги имав најдено, значи во мај месец 91 година, и затоа појдов таа сабота одевме повторно на матка и јас решив, им кажав на моите, симнете се вие тука, значи кај нашата куќа, и јас ке продолжам до крај да му поморам на Диме некоја или ако има некоја друга книга, некои книги, ако има во било што во врска со Исуса, бидејќи сакав да му докажам на професорот дека тропнал тешка глупост кога тврдел дека Исус бил митолошка личност. И кога отидов кај него, се сеќавам, имавме така подлого време еден интересен разговор. Не се сеќавам на сите детали, освен он ми го поклони новиот завет што ви го покажав исто така минатата сабота. Црниот со тврд повес без крст од 76 година. И уште 2 други книги. Патот кон Христа
Оно издание, се сеќавате на оно издание со Христос како овчар и држи јагне во своите преградки, да, тоа издание од Патот кон Христа, и една друга српска книга, малку поголема, од братот Благоје Самарџија, Измеѓу живота и смрти, така се викаше таа книга. Имаше наслов на корицата, имаше слика како човекот игра шах со ѓаволот, меѓутоа позади човекот се наоѓа Христос, како еден вид помошник или засилување. Бидејќи сами не би можеле да го победиме ѓаволот никако. Само со Христа можеме. Кога работев во книжарницата во Хартланд, му се јавив на Благоје Самарџија во Калифорнија. Случајно му се јавив и на него, бидејќи тогаш требаше да се јавам на цел еден список на луѓе на разни адреси, кои што беа претплатени на разни книги и изданија од издавачката куќа. И се јавив и случајно видов и тоа име, Благоје Самарџија, па ми текна. Па разговаравме со него, па малку му го раскажав и на него по телефон ова искуство. И тој беше многу среќен, што неговата книга исто така придонесе за тоа. Прво ги прочитав Патот кон Христа како најмала, значи македонскиот превод, и потоа книгата на Благоје Самарџија некаде до средината на јули месец ја завршив и таа. А на крај го читав Новиот Завет. Новиот Завет некако ми изгледаше многу чуден. Никогаш не сум видел книга каде што има текст и бројчиња среде текстот. Никогаш не сум видел таква книга. И бидејќи беше само таква, значи стиховите и бројките што ги обележуваат стиховите, и немаше никакви слики, таа ја оставив за крај. И многу ми е мило што мојата вера се роди тогаш кога го читав Новиот Завет. Значи, претходните книги не. Било која книга, значи, што претходно ја прочитав, многу ми се допаднаа книгите, како книги. Меѓутоа, има разлика помеѓу чувства и вера. Тоа е голема разлика. Има разлика помеѓу чувства и Свети Дух. Јас прв пат го доживеав Светиот Дух кога поверував, а прв пат поверував кога го читав директно Новиот Завет прв пат, и тоа кога дојдов во Матеј 24 глава. Зошто дури тогаш? Бидејќи се што читав претходно за Исуса, сето тоа ми се допаѓаше. Сето тоа беше прекрасно. Толку беше прекрасно, знаете што си веле во себе? Колку би сакал ова да било вистина. Колку би сакал ова да е вистина. Че гледате, можеш да сакаш нешто, а да не веруваш се уште. Да ти се допаѓа, а да не веруваш се уште. Но Светиот Дух, како што напиша апостол Павле на Галатјаните, доаѓа откако ќе поверуваш. Значи, читајќи ја прв пат Матеј 24 глава, јас го препознав времето во кое што тогаш живеевме. И сето оно што Господ го кажуваше во Евангелијата за неговото доаѓање, повтор пат, сето тоа го прифатив како вистина, затоа што прв пат знаците за неговото доаѓање, кога прв пат ги читав, навистина ме осведочија дека ние живееме во тоа време. И се тоа беше пред 28 години, 91 година. А што мислите, дали се знаците денес? Дали се појасни од тогаш? Многу појасни. Денес живееме во време кога знаците се многу појасни, многу повеќе се исполнети за разлика од тогаш. Например, денес, оваа деценија конкретно, како што споменав и неколку пати порано, оваа деценија е деценија на насилно наметнување на содомијата во целиот свет.
Тоа го немавме пред 15 години. Или минатиот век во 90-тите години. Се уште не. Значи, Христовите зборови дека последното време ќе наликува не само на Ноевото, туку и на Лотовото време, дури сега по-јасно и многу повеќе се исполнуваат. 91 година многу што од оно што досега е исполнето, се уште не беше исполнето. Па сепак, Светиот Дух делуваше да поверувам дека знаците на последното време, знаците што ги читав од 24 глава по Матеј, беа и го опишуваа времето во кое што тогаш живеевме. Подоста кога дојдов тука во црква и кога се запознав со брат Вања, бидејќи Вања учеше во истото училиште, и он ми кажа зашто педагогот имал такво сваќање, дека Исус не бил историска личност и дека не постоел. И тоа до некаде е разбирливо, меѓутоа не е оправдано се уште. До некаде само го оправдува. Именно педагогот знаел дека 25 декември бил роден ден на што? Роден ден на Сонцето во римската паганска религија. Педагогот го знаел тоа. И затоа си заклучил дека 25 декември не беше, ако се слави како Христов роден ден, а он знае дека тоа бил роден ден на Сонцето во старата паганска религија, заклучок, Христос не постоел, туку е некоја митолошка личност. Само до некаде го оправдува тоа, бидејќи сепак не е целосно оправдано. Дали Христос бил роден на овој или на оној датум, не е прашање што го засега неговото историско постоење. И како што спомнав минатата сабота, откако поверував, треба да поминат 2,5 месеци, за да почнам прв пат да ја исповедам таа вера. Од комуњарски срам. Што ќе речат другите? Да. Но Господ ми даде сила, благодарение на Христовите зборови, кој ќе ме признае мене пред луѓето, ќе го признам јас и пред мојот Отец на небесата. И така дојдовме до септември, до Мала Богородица и моето делење на картончињата од дописна библиска школа во соборниот храм на тој датум пред 28 години. Што се однесува до 16 ноември, годишнината кога првпат влегов тука, и ова година, значи сабота, 16 ноември, затоа може да кажам нешто, ако дојде Господ живот и здравие, кога ќе дојде 16 ноември. А до тоа ще има многу време. Ви посакувам на сите благословена седмица и нов месец и ново тромесечие пред нас. И нека Господ му даде благослов и на Паул Букур да може безбедно да не посети следниве 2 саботи на ова место и да ни послужи за наше духовно надзидување, а за Божја слава. Нека му е фала и слава. Амин.